Националната конференција Медиумска писменост во образованието, организирана во рамки на проектот Младите размислуваат на УСАИД, ќе се одржи на 30 октомври 2024 година во хотел Лимак, Скопје. Настанот ќе го отвори министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, која ќе се обрати на тема за значењето на медиумската писменост кај младите, како и улогата на образовните институции во подигнување на свеста за медиумска одговорност. Проектот го реализира организацијата ИРЕКС во партнерство со Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Младинскиот образовен форум, во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар, како и универзитетите и младинските клубови низ земјата. Настанот има цел да ја истакне важноста на медиумската писменост како клучна вештина за младите и да отвори платформа за дискусија за подобрување на медиумската едукација во Македонија. Црногорскиот премиер Милојко Спајик изрази намера да ги подобри односите со Хрватска, кои, како што рече, биле запоставени. Оваа изјава ја даде во разговор со представникот на Хрватската граѓанска иницијатива Адријан Вуксановиќ во собранието на Црна Гора. Спајик потенцира дека постои потреба од обновување на билатералната соработка и зацврстување на регионалните врски со цел унапредување на стабилноста и европската интеграција на Западен Балкан. Односите меѓу Црна Гора и Хрватска беа нарушени откако Црногорскиот парламент усвои резолуција предложена од Андрија Мандик за осуда на геноцидот во логорите Јасеновац, Дахау и Маутхаузен. Овој потек предизвика дипломатски реакции, а Хрватска испрати протестна нота до Црна Гора, предупредувајќи дека таквите акти би можеле да го забават пристапувањето на земјата кон Европската унија. Во израелски воздушен напад во северниот дел на Газа загинаа десетици луѓе, меѓу кои и деца, што го прави еден од најсмртоносните напади во последните 3 месеци. Соединетите американски држави го осудија нападот, нарекувајќи го страшен инцидент, додека Обединетите нации изразија загриженост за ескалацијата на насилството. Израелската војска соопшти дека се обидува да разбере зошто во областа имало толку многу цивили. Покрај зголемените тензии, израелскиот парламент планира да донесе закон со кој ќе се забрани функционирањето на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинците во земјата. Овој потек може да има сериозни последици врз животот на милиони палестинци кои живеат под израелска окупација и би можел да го влоши хуманитарниот кризен статус во регионот. Голем пожар избувна во бродоградилиштето на Бей Систем во Боров-ин-Фурнес, Камбрија, Велика Британија, каде што се произведуваат нуклеарни подморници и друга воена опрема. Видеа на социјалните мрежи покажаа пламен и густ чад, а пожарот избувнал рано утринава, околу 12 часот и 30 минути по полноќ. 2 лица се пренесени во болница, но засега нема жртви. Полицијата соопшти дека нема нуклеарен ризик, а луѓето се евакуирани од засегнатите објекти во зоната Док-Хол, Девоншир. Локалната полиција ги советува жителите од околината да останат во затворени простории и да ги затворат прозорците и вратите додека трае акцијата за гаснење на пожарот. Бродоградилиштето на Бей Систем е стратешки објект за британската одбрана, каде што се изработуваат нуклеарните подморници Остед и дреднот за Кралската морнарица, како и други воени технологии, вклучувајќи системи за електронско војување и фрегати од типот 26. Во текот на ноќта, Русија лансираше 62 беспилотни летала врз Украина, од кои украинските сили успеа да уништат 33 над Киев и други региони, додека 25 останаа исчезнати. Според шефот на воената администрација на Киев, Серхи Попко, овој напад е 19-ти врз украинската престолнина во октомври. Паднатите остатоци од уништените беспилотни летала предизвикаа пожар во стамбена зграда во квартот Соломјански, каде беа повредени 9 лица, вклучувајќи едно 11-годишно девојче. Од објектот беа евакуирани 19 лица, а оштетени се и прозорци на локална градинка. Во меѓувреме, руските сили за воздушна одбрана соопштија дека уништиле 23 украински беспилотни летала над 6 различни региони на Русија, вклучувајќи ги Ростовската, Курската, Смоленската, Орелската, Бријанската и Белгородската област. Русија и Украина и натаму се соочуваат со интензивни воздушни напади и контранапади, насочени кон стратешки инфраструктурни објекти, образовни установи и стамбени области, соопштија властите од обете страни.